Драги гледачи, наш гостин во ово издание на емисијата Инфорегион е Жарко Стевановски, независен кандидат за градоначалник за Прилеп од граѓанската иницијатива Чевреди. Господине Стевановски, добро дојдовте во Инфорегион. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата. Поздрав до гледачите. На почетокот од овој разговор би сакал да ве прашам, вие бевте дел од СДСМ пред 4 години, кога таа партија дојде на локална власт тука во Прилеп и дојде со една парола живот за сите. Сега настапувате како независен кандидат. Сметате ли дека има после 4 години живот за сите во Прилеп, па и во Македонија? Ние продолживме да го живееме истиот живот кој и претходно го имавме и пред доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз. Јас како активен во дејствувањето на локалниот огранок на СДСМ тука од 2014 година многу добро се уверив во начинот на функционирање на локалната тогаш опозиција и практично се уверив зошто 12 години во Прилеп ВМРО била на власт. Зошто? Практично тогашната опозиција партиципирала во сите дејанија кои беа вршени од страна на тогашната ВМРО-ДПМНЕ, преку конкретни примери, односно работата на правната комисија во општинската организација на СДСМ и по обелоденување на конкретни криминали од страна на тогашното локално раководство на ВМРО, наидовме на препрека од председателот на општинската организација тука, од раководството, и на таков начин, после неколку обиди, самите се откажавме од понатамошните обиди на таков сличен начин како и централната власт да го рушиме локалниот режим на ВМРО-ДПМНЕ. Во една таква ситуација бев доведен во ситуација да ја продолжам лично сам битката која ја започнав преку огранокот на Социјалдемократскиот сојуз. Таков сум по природа, нешто кога започнувам го завршувам. И откако увидов после неколку кандидатури за председател на општинската организација тука, како еден од кандидатите за градоначалник на претходните локални избори, утврдив дека практично на огранокот тука, колку што ги споредуваме примерите и со другите градови, такви луѓе како мене на една општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз не и се потребни. И решив сам да ја продолжам битката. Изминатите 10 години преку адвокатурата, прекрасна професија, стекнав добро обкружување од сите профили, стекнав многу големи пријателства, си ги задржав пријателствата и довербата која имам и кај голем дел од членството на Социјалдемократскиот сојуз. Во мојата работа никогаш не ги делев клиентите по партиска основа и на таков начин најдобар дел од членството, од обичното членство од ВМРО-ДПМНЕ знае за каков човек се работи кога станува збор за Жарко Стевановски, така да сметав дека имам повеќе од доволно простор да ја акумулирам цела таа енергија околу мене и да настапам на еден ваков начин. Сами спомнавте, пред 4 години имавте и ваша програма, која беше дел од Социјалдемократскиот сојуз за градоначалник, но партијата го избра актуелниот градоначалник, Илија Јовановски. Таа ваша програма го имаш истиот слоган како сегашниот што го има СДСМ, вие обвинивте за плагиаторство. Точно, во 2017 година, аплицирајќи за кандидат за градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз, една таква програма со еден таков слоган, која беше јавно објавена тогаш и по социјалните мрежи, беше најдоброто за Прилеп. Тоа е оваа програма, која ја со мојот најблизок круг ја спремавме па година и половина, неполни 2 години, базирајќи ја на реалните потреби и можности на една локална самоуправа. Бев еден од ретките кандидати за градоначалници кои во предизборната кампања, конкурирајќи за кандидатурата за градоначалник, укажав на раководството во Скопје дека сам ќе си ја финансирам предизборната кампања, затоа што титулите во најголем дел од светот се финансираат од свој джеп, а не се позајмуваат. За таа цел ја изготвивме таа програма најдоброто за Прилеп, после изборот на Илија Јовановски бев токму од актуелниот кандидат за градоначалник Горан Сугаревски замолен да ја испратам во електронска форма со цел да се искористи, кое нешто ми беше мило, но од она што имав можност да го видам како готов производ од актуелниот градоначалник, како реализација на проекти за изградба на затворен базен Сала Македонија, како за изградба на театар,
Баш во Марко Цепенков во Домот за култура, кога ги слушнав, свати во кој правец почнува да се одвива кампањата за локални избори и уште тогаш се дистанцирав од активности во понатамошното делување и по превземање на локалната власт, така да мило ми е во секој случај што Социјалдемократскиот сојуз ете нашол за сходно да ја употреби оваа парола, односно да употреби добар дел и од програмата која се употреби овде на локални избори, се најде во програмата за локални избори на кандидатот за градоначалник, тогаш и актуелниот градоначалник Илија Јовановски. Дали вашата сегашна програма е базирана врз оваа програма која што ја напишавте пред 4 години? Не, има драстично изменета, токму од поаѓајќи од фактот дека многу во ова предизборна кампања многу гледаме слични проекти, се повторуваат едни по други и ВМРО и СДСМ, едни излегуваат со 3 булеварски решенија, други излегуваат со 3 кружни текови. Се нудат проекти кои реално овој буџет кој го има локалната самоуправа не може да го издржи. Ние својата програма овај пат ја засниваме на реалните можности на локалната самоуправа да излези во пресрет на елементарните, основните барања на граѓаните и не се заснива на изградба на ѕидови, ами се заснива на системски решенија, како на пример околу јавната администрација, реформи во делувањето на јавните предпријатија, нешто од кое што народот е многу повеќе разочаран отколку кога би се изградиле 2 или 3 кружни текови или некое си булеварско решение. Пред да ве прашам за дел од проектите кои што ги имате во вашата програма, би сакал накратко да ве прашам само, бевте дел од шарената револуција и автор на слоганот "Че си лежите". До сега некој си лежеше? Како што е запозната и целата јавност, да, се изналежија од екс-функционерите на ВМРО ДПМН, се изналежија на работните места во куќни притвори, се изналежија буквално одземени им се дури ингеренциите да излегуваат на терен, како што е примерот во нашава локална самоуправа, не знам од кои причини. Очигледно тој слоган беше злоупотребен само кога требаше да дојдат функционери во Прилеп за да се пофалат дека интензитетот на шарената револуција е во полнека. Дали сте разочаран од дел од вашите соборци во таа револуција? Во добар дел се видовме кои сме, што сме, не можем да кажам дека сум разочаран, јас не се разочарувам во изневерувањето од страна на другите луѓе, но во секој случај беше поучно. Ако Жарко Стевановски стане кандидат, односно стане градоначалник на Прилеп, дали ќе исчисти општинската зграда? Лично, заедно со членовите на моето семејство и најблиското обкружување, ќе се качиме на едно скеле и со своји раце ќе ја исчистиме општинската зграда и ќе ја вратиме во онаа состојба во која што беше претходно. Сега би сакал да продолжиме со еден ваш статус кој што го напишавте на социјалната мрежа Facebook. Членството не ве донесе на власт за ова џукеле. Кон кого беше упатено и што значеше ова? Статусот беше објавен како и беше упатен до функционерите на Социјалдемократскиот сојуз кои се инсталирани низ локалната власт. Во изминатиот период се почесто наидувам на укажување од страна на членството на Социјалдемократскиот сојуз дека врз нив се врши суптилен притисок по однос на поддршката за мене и во таа насока ставам буквално знак еднаквост помеѓу тогашниот режим по начинот на кој што вршеше притисоци и сегашното функционирање кој исто така го нарекувам режим. За волја на вистината немав можност да добијам некој конкретен доказ, опиплив доказ, односно го добив по завршување на дебатите на националните медиуми, но во следниот период во секој случај ќе го процесуирам оној материјал кој ми е доставен на соодветен начин и пред ОПСЕ и ОДИХР и пред вас медиумите да бидете запознати, а со тој и целокупната јавност за разликите помеѓу претходниот и актуелниот режим. Пред да започне оваа кампања потпишавте еден кодекс за фери демократски избори. Сакате да кажете дека не се почитува тој кодекс? Да, го потпишавме и предпоставуваме оставен во некои папки кои сме ги
примерок од тој кодекс ни е оставен по некои папки од предизборниве програми. Мислам дека само декларативно и ништо реално не е имплементирано од она за кое што се заложи. Уназад години декор, предизборен декор на нашите кампањи се различни притисоци, закани, ветувања на брда и долини, вработувања, мито, подкуп, пари и така натаму. Дали тоа е декор од оваа кампања? Ништо поразлично може да се каже и со засилен интензитет. Ќе повторам, ќе имате можности вие како новинари да бидете запознати со методологијата која ја користи и актуелната власт. Ништо поразлично не е и предходната во овој изборен циклус, така да апсолутно ништо не е променето по однос на начинот на делување врз гласачкото тело. Кои ќе бидат вашите топ приоритети како што ги имате зацртано во оваа програма? Како што претходно укажав, целта на нашата граѓанска иницијатива и понудата која им даваме на граѓаните не е да градиме ѕидови и да постиламе асфалт по улиците. Го има и тоа, се разбира, и за тоа има средства, но целта ни е од срж да ја смениме суштината на функционирање на една локална самоуправа. Во таа смисла го понудивме првично, од причини што претходниве години очигледно го изгубивме моментот за да извршиме ревизија на работењето на општинската администрација, со цел да не го пролонгираме тој рок, ние нудиме едно идејно решение за имплементација на електронски систем за прием и следење на барањата на граѓаните, правните лица и сите субјекти кои се обраќаат до локалната самоуправа. На таков начин секој еден подносител на такво барање ќе биде во можност од дома да ја следи работата, односно да следи кој административен службеник е задолжен за одлучување и за постапување по неговиот предмет, дали изминал законскиот рок и што е превземено во врска со тоа. По истекот на законскиот рок за постапување навремено да може да алармира до повисокиот административен службеник согласно Законот за општоуправна постапка до градоначалникот и да си поднеси соодветна кривична пријава во случај на непостапување на општинската администрација. И мислам дека тоа е еден проблем кој е суштински многу побитен да се реши за граѓаните отколку се останато што се ветува со овие предизборни памфлети кои се нудат на граѓаните околу изградба на се и се што. Во таа смисла и по однос на јавните предпријатија предлагаме една реорганизација на нивното работење, едно поинакво домаќинско трошење на нивните пари преку компарација како било претходно, што можело да се направи со тие средства и на каков начин би се подобрил животот на граѓаните, така да потом за тоа во текот на дебатава и подетално околу реорганизацијата на јавните предпријатија, што им е потребно и околу проектите кои нормално ги ветуваме и можеме да ветиме дека ќе ги реализираме во целост. Ветивте професионална селекција и одговорна јавна администрација. Точно. Како планирате да се спроведи? Токму тоа што го потенцирав дека го кратиме периодот за ревизија на претходното работење на општинската администрација, овој електронски систем овозможува во рок не подолг од 3 или 6 месеци преку работењето на општинската администрација да ги селектираме сите оние административни службеници кои не знаат, не сакаат, односно ја попречуваат тековната работа на локалната самоуправа. Во таа смисла, низ овој процес, преку веќе ми поднесените барања и ново поднесените барања на граѓаните, ние ќе имаме можност по одделенија и сектори точно да го утврдиме видот на работата, обемот на работата и квалитетот на работењето на секој административен службеник и во наредниот период од месец дена истите да бидат распоредени онаму каде што му е местото. Што ако некој службеник не си ја врши работата како што треба? Многу едноставно е. Даре поднос на неработењето како во приватниот сектор, така и во локалната самоуправа. Си имам начин на кој што еден административен службеник може да биде деградиран, односно преместен на работно место кое што може во целост, на кое што може во целост да одговори на работните задачи. Свесни сте и сами граѓаните повеќе од нас дека 160 луѓе администрација во локалната самоуправа не само што е преголем број, јас не велам дека тој број треба да се скрати, но резултатите кои ги дава административното работење на службениците
И ваквото незадоволство на граѓаните мора да се должи на неработење, односно незнаење во работењето. Било кој градоначалник да ви кажува дека може сам да дојде, би го зел примерот на кандидатот за градоначалник од ВМРО, дека може да дојде од една фела како медицината и туку така да си оформи околу себе тим со постојната администрација, тоа би било лага. Впрочем, ова е трет пример каде што се кандидира кандидат за градоначалник од здравство. Дали тоа значи дека ние и по трет пат треба да веруваме дека со такви стручни квалификации некој може да плива во административните води и во правото? Апсолутно не. Од друга страна имаме кандидат од Социјалдемократскиот сојуз кој 20 години е активно во политиката. На највисоките позиции, пратеник, министер, директор на царина, се е кандидат за градоначалник. Јас само се прашувам, претходните локални избори, мислам дека Горан беше предложен односно беше молен од партиското раководство да биде кандидат за градоначалник и не го прифати предизвикот. Се прашувам што е тоа што се сменило за сега да го прифати. Јас сакам да верувам во неговите искрени заложби дека стекнал искуство, знаење и дека сега сака да го вложи во нештото. Во секој случај, ни се тоа сакам да потенцирам дека редно време е прилеп да добие некој кој навистина сака да сработи, сака да покаже што знае со својот тим околу себе и граѓаните тоа навистина еднаш за секогаш да го препознаат. Ја спомнавме администрацијата за овие 30 години е препартизирана. Како ќе се справите со тоа? Видете, како и во мојата работа, што не сум ги бирал клиентите кои ми носеле леп за семејството, така и во работата со локалната самоуправа треба да не се гледаат партиските бои. Впрочем, на секој треба му се даде можност да покаже за кое работно место знае да сработи. Кога нашите граѓани можат да одат во Гентерм или во други приватни фирми и да работат по 8 часа на ден, тогаш можеме и нашата јавна администрација да навикнеме да не пие во денот по 3 пати кафе, буквално нашата јавна администрација не дека не сака да работи, ами не и се дадени насоки во кој правец треба да работи и во кој обем. Нештото по однос на системското решавање на локалното функционирање мора да тргне од тука. И затоа сметам дека еден од најважните проекти кои го нудиме на граѓаните е електронскиот систем за следење, затоа што преку него ќе извршиме целокупна анализа на работењето на локалната самоуправа, ќе го прибереме најстручниот и најквалитетниот кадар во поблиското обкружување на градоначалникот и заедно со таков тим ќе продолжиме да реализираме проекти кои една локална самоуправа не треба да ги ветува, ама ги е должност да ги извршува. Како зелени површини, како парковски решенија, како сето она што го ветуваат овие други кандидати, е должност на локалната самоуправа. Не треба градоначалникот во една ваква предизборна трка да ветува такви проекти. Срамота и додека граѓаните не го сватат тоа така, тогаш мислам дека ќе тапкаме во место уште долги години. Ја спомнавме тука реорганизацијата на јавните предпријатија. Што е тоа што им недостасува во овој момент? Кога зборувам за реорганизација на јавните предпријатија, зборувам за кадровски решенија кои ќе понудат 24 часовна услуга прилагодена на животниот ритм на граѓаните. Тоа подразбира пластично појаснето, подразбира да не прска некој на улица еднаш во месецот, додуша се мијат булеварот тука, да не прска со цистерната со вода, за ние граѓаните да видиме дека улицата се чисти со вода, ами нештото да се прави во 4-5 наутро. Впрочем, и сме поминали еден таков период кога се знаеше кога се полеваат парковските површини, кога се чистат улиците. Кога треба да се работи нешто, тоа да не се работи на улиците за време на работното време и да се кочи целиот сообраќај. Да се реонизира работењето на јавните предпријатија по реони и да се знае точно во годината кои реони, како се покриени и со какви активности биле превземени на конкретните места. Само на таков начин мислам дека ќе можеме да го оцениме и квалитетот на работењето на раководните кадри и во зависност од нивниот успех, односно задоволството или незадоволството на граѓаните, ќе знаеме дали таквото работење треба да се подобрува и во кој правец.
Една работа која што е поврзана со администрацијата е тоа дека во изминативе 4 години имаме многу малку издавање на дозволи за градба. Целиот сектор за урбанизам некако како да е стопиран. Видете, тоа е нераскинлив. А тоа е пак на еден начин најголемата болка за бизнисмените кои што не можат да градат нови хали, предпријатија и да се развиваат понатаму. И самите сте сведоци дека подносно ова прашање мислам дека е нераскинливо да го поврземе со развојот на локалната економија и во тој дел одделението, секторот за урбанизам во Прилеп толку многу затајува изминатите 4 години што не се памети ми се чини ваков застој во работењето. Ние говориме во оваа предизборна кампања, сите кандидати говориме за локален економски развој, а еден од најбитните сегменти за еден стопанственик е навремено да добие и детален урбанистички план и генерален урбанистички план, да биде усогласен кон деталните и потребите на стопанствениците. И упорно тоа го зборуваме на секој 4 години, а на никој не му текнува дека еднаш мора да тргнеме во решавање на тие проблеми. Имав можност да ги следам и претходните кандидати за градоначалници, посебно од ВМРО и од СДСМ, и по кој знае кој пат, кога тие зборуваат за локален економски развој, го споменуваат проблемот околу стопанствениците и услугите кои локалната самоуправа во тој дел треба да му ги понуди на брз и ефикасен начин околу издавање на одобрение за градење. И се прашувам што чекаја до сега. Впрочем, 12 години ВМРО ДПМН беше локална власт, овде имаше можност да го прилагодува генералниот урбанистички план на секој месец. Пред последните 4 години имаме локална власт од СДСМ, која исто така имаше можност да го прилагодува и изменува генералниот урбанистички план на потребите на стопанството во Прилеп, што се прашувам, што се чекало до сега. Навистина не гледам поента во ветување по трет пат, било кој од нас да поверува дека овој пат навистина ќе биде реализирано. Навистина, формално правно процедурите се премногу едноставни за да комплицираме и да купуваме 4 години, па нови 4 години од граѓаните. На граѓаните им е смачено да го фрлаат своето време безпотребно на лажни ветувања кои и претходно не беа исполнети. Како вие планирате да ја подобрите бизнис климата во Прилеп? Видете, за да има добра бизнис клима треба да има блиска локална самоуправа. Во тој дел нашата иницијатива нуди, видете, оваа кампања ние не ја туркаме по теркот добро познат за граѓаните дека треба да појдеме кај сите стопанственици или кај поважниот дел од нив за да се сликаме со нив, за да ги прашаме тогаш какви проблеми имаат. Ние ги знаеме проблемите од стопанствениците и не чувствуваме потреба да се обраќаме кај никој од нив за да ни конкретизира и да го повтори нештото по не знам кој пат. Нашата граѓанска иницијатива нуди пред се еднаквост на сите стопански субјекти со ставање на посебен акцент на малите и средни предпријатија, затоа што во изминатите години, да не речам повеќе од декада, тие се дотолку запоставени што нашата прилепска чаршија е вистински одраз на поддршката која било која локална власт им ја дава, односно затворените дуќани повеќе од доволно кажуваат каква локална економија се нуди на стопанствениците. Во таа смисла, редно е некој да ги собери и големо стопанствениците, и мало стопанствениците, конкретно е поврзано со генералниот урбанистички план и издавањето на одобрение за градење и проширување на нивните производствени капацитети, редно е да се најде градоначалник што ќе ги викне и со својот тим од локалната самоуправа да ги запише на еден лист нивните идеи за инвестиции, идни инвестиции, да ги викне потенцијалните странски инвеститори, да ги праша за нивните потреби и да го изготви еднаш тој генерален урбанистички план, односно деталните па генералниот урбанистички план, за да го усогласи на нивните барања и потреби. Се додека тоа не се стори еднаш за секогаш, ние само паушално ќе го повторуваме она дека локалната самоуправа ќе има поддршка за стопанството. Само така можеме да тргнеме кон развој на стопанството во Прилеп. Се друго е лага и се друго е купување безпотребно време на граѓаните. Кои се вашите проекти предвидени за младите? И како младите да ги задржиме, да не се иселуваат? Дали има можност или некој механизам општината да го направи тоа? Споменавте плагијаторство на почеток на дебатата
И во тој дел морам да потенцирам дека нашата програма предвидува реализација на проект за Младински културен центар. Само ден по објавата на нашата веб страна на овој проект, од Социјалдемократскиот сојуз беше објавен ист таков проект, но со една голема разлика. Нашиот проект за реализација на Младински културен центар во Прилеп не подразбира изградба на објект, алтернативни сцени и бетон и цигли, ами подразбира активизам на веќе постоечка инфраструктура. Впрочем, го имаме Домот за култура Марко Цепенков, кој за жал ни една власт предходно, и ВМРО и СДСМ, не најде за сходно ни да го изложи во Агенцијата за катастар недвижности, односно внатрешната површина до ден денес не е изложена во Агенцијата за катастар недвижности, а како објект е даден на користење на Домот за култура Марко Цепенков. За таа цел не само таа локација, ами имаме многу инфраструктурни решенија низ целиот град, вклучувајќи го и Варош, сеопфатен проект кој подразбира вседелување на идеи во постоечка инфраструктура. Многу побитно за нашиот проект е што предвидува целосен сублимат на цел невладин сектор, одземање на буџетските средства од рацете на локалната самоуправа и ставање во нивни раце, кои ќе се вклопат во реализација во 3-месечна, полугодишна и годишна програма за работа, и на таков начин неселективно секој ќе има можност да се истакне со своите активности од било која сфера од културното живење. Овој проект кој се нуди од друга страна од моите опоненти за реализација на Младински културен центар во објект, само како објект, не е ништо друго освен поларизација повторно на ваши и наши, селекција на невладин сектор на ваш и наш, нема да придонесе ништо ново и ништо што претходно го немаме видено. Редно време е еднаш да ги оставиме колку и да имаат влијание врз локалното владење, да се обидеме да ги инволвираме сите во еден процес на сеопфатна културна надградба. На таков начин младите, јас не се сеќавам дека растев со ВМРО и со СДСМ барем допред 10-15 години. Сакам и да продолжи така да биде. Јас не сакам моето дете од 10 години да се занимава со ВМРО и со СДСМ. Сакам кога излегува да се дружи како што ние на времето се дружевме, без такви партиски поделби. Ние сме толку ispolitizirani што дури и културата и реализацијата на вакви проекти ги злоупотребуваме за да го прошируваме опфатот на поддршка како политички партии. И мислам дека е крајно време тоа еднаш да престане. Кога станува збор за младите, тука на некој начин е поврзано и образованието. Дали имате нешто предвидено вашата програма во однос на образовниот сектор? Видете, нераскинлив дел на реализацијата на проектот Младински културен центар ќе биде и во наставниот процес, преку кој младите од сите области на времето ние учествувавме во еден куп секции преку кои имавме можност во наставните активности да се експонираме конкретно во Домот за култура Марко Цепенков. Ако добро се сеќавам, имаше можност младината, односно учениците, во сите сфери и во спортот и во образованието да се експонираат надвор од образовните установи. За таа цел во координација со средните и основните училишта од градот, мислам дека еден ваков младински културен центар совршено би се вклопил во делот во наставните активности и вадење на површина на потенцијалот на учениците на едно повисоко ниво, од кое што можеме ние како локална власт да селектираме кој во која сфера е подобар, па да можеме да пружаме поинаква помош и поддршка во понатамошниот негов развиток во сферата во која што се има интерес. За жал, ние не го следиме процесот на образование на нашите деца и не го надградуваме во правецот во кој тие најдобро се развиваат. Ние денес имаме просто образование со тоа што имаме одредени наставни часови, никакви воннаставни активности, и сметам дека треба да го вратиме тој жар на учениците за воннаставните активности кои произлегуваат од процесот на образование и надградување. Го спомнавме тука и спортот.
што со поддршката на клубовите, особено на индивидуалните спортови кои што сега не ја имаат помалку поддршката за разлика од екипните или тимските спортови. Спортската инфраструктура исто така е во една лоша состојба. Видете, кога зборувам за спорт, морам се извинувам и на гледачите, но морам да направам компарација помеѓу претходните ветувања ни сите овие 30 години, сегашните ветувања и мора да се сочиме со една вистина. Ја имаме една Сала Македонија за која што претенденти за градоначалници кажуваат да видиме какви се имотноправните односи. Па се извинувам. Ако јас сум станал претендент за градоначалник, вајда треба претходно да ги знам сите имотноправни односи за сите спортски објекти во градов, за да можам да понудам некакво решение. Како јас би настапил пред граѓаните, ако воопшто не знам ни што се случува околу имотноправните односи. Да бидам искрен, не сте нашле за сходно да им поставите прашање дали некој од претходните власти, и ВМРО и СДСМ, например за Салата Македонија, има иницирана постапка за доделување на користење, на трајно користење на општина Прилеп на Сала Македонија. Ниту еден до сега. Сала Македонија ја стопанисува Агенцијата за стопанисување со спортски објекти. Никој до сега нема побарано од таа агенција и од владата на Република Македонија да ја отстапи на како впрочем што се направи со стадионот Гоце Делчев. Така да, се додека ние само паушално, истата ситуација и со Салата Партизан. Се додека ние паушално сакаме да седнеме на една градоначалничка фотелја, без да се соочиме со фактот дека не ја заслужуваме, мислам дека граѓаните се денес и повеќе од свесни за тоа што им се нуди, што треба да прифатат, а што не. Што би добил Прилеп на културен план, доколку станете градоначалник? Видете, многу горлива ми е дилемата зошто досега не се раздвои националната установа Дом за култура Марко Цепенков од театарот. Односно, театарот зошто не истапи како независна национална установа, иако тоа не е прашање кое може да го решава локалната самоуправа, ние можеме да понудиме на Домот за култура Марко Цепенков отпочнување на иницијатива и поддршка за раздвојување на театарот од Домот за култура. Впрочем, такви примери ги имаме низ државава, два конкретни примери околу раздвојувањето на албанскиот и турскиот театар, сосема едноставна постапка која не бара нити време, нити средства, напротив, ќе индицира нови вработувања, нови работни места, сигурна положба на театарските уметници. Сметам дека низ годините декларативно повторно и по тоа прашање ние се грижиме за театарот и го промовираме Прилеп како театарски град, а не превземаме ништо за да го ставиме на пиедесталот како таков. Да, мислам дека пред 10 години и повеќе се случи тоа нешто, односно државата ги спои театрите со центрите за култура во повеќе градови, иако актерите потоа го бара тоа да се раздвојат како институции, не се случи, исто така од неразбирливи причини за сега нема одговор од ниту една влада, и од сегашната и од претходната. Види, Даре, јас верувам дека поединци можат да ги променат одлуките на една влада, било која влада, камоли цела локална самоуправа. Јас верувам и сум сведок, како и повеќето граѓани во градот, сме сведоци дека кога јавноста е премногу гласна, и владите молчат. Во однос на екологијата и заштитата на животната средина, исто така еден важен фактор за квалитетот на животот на граѓаните во еден град, во една општина. Кои се вашите планови како граѓанска иницијатива на ова поле? Видете, ние не сакаме прилепчани да ги лажеме дека околу екологијата главното прашање околу гасификација на градот ќе дојде утре и ние ќе имаме само по тој основ почист град и поздрава животна околина. Да бидеме реални, тоа е проект кој нема да се реализира следните 10-15 години и треба да се помириме со тој факт. 10-15 години нема да имаме гасово. Затоа што за да почне Прилеп да користи газ, треба да има приклучок кон гасоводната мрежа. Но примарната мрежа имаме над градот тука. Да, но не е пуштена во употреба. Не. За да биде пуштена во употреба, треба да се приклучиме кон главната гасоводна мрежа и се додека не се реализира целосно
градовите низ кои таа поминува, ние наредните 10-15 години нема да имаме можност да го користиме. Нити секундарната, нити терцијарната гасификација. И затоа на Прилепчани им нудиме едноставно решение од кое што тргнуваме за подобрување на животната средина и во таа насока нудиме едно едноставно решение кое нема да ги троши парите на граѓаните, ами ги пренаменуваме. Ако досега се трошеа по не пол милион евра на 4 години за зимско одржување на улиците на Прилеп, ние овој пат нудиме со едногодишната јавна набавка да набавиме 2 возила за таа услуга и да ги имаме во следните 20 години, да не плаќаме по 230.000 евра годишно, а со останатите пари од тој 4 годишен буџет да инвестираме во изградба на фабрика за рециклирање на отпад, конечно да рециклираме во изградба на таа фабрика затоа што е ветување на сите претходни и на таков начин преку 3-4 годишно работење на таа фабрика со линија за секундарна селекција на отпад да ја исчистиме депонијата која е лицето на градот кога се доаѓа од Битола. Таа линија мислам дека е купена, стои така во некои погони на ЈКП Комуналец, а исто така се предходната власт изгради една хала која што така стои. Сегашната власт не го продолжи проектот, зошто е тоа така? А до сега во изградба на халата на депонијата Алинци се потрошени половина милион евра и отприлика уште толку чини до изградбата на една таква хала. Исто така прескапо платената линија за секундарна селекција на отпад која беше набавена пред години, сега за да се пушти во функција треба да се најверојатно да се инвестира уште толку, ако не помалку. Али во секој случај со 4-годишната јавна набавка за зимско одржување на патишта и улици се решаваат тие две клучни прашања кои досега продуцираа само трошоци и трошење од буџетот на граѓаните наместо да продуцираат добивка. Со изградба на таква депонија, фабрика за рециклирање на отпад се продуцираат минимум 50 до 100 работни места. Со отварање на зимска служба во рамките на јавното комунално предпријатие се продуцираат минимум 40-50 работни места. Продуцираат добивка, фабриката за рециклирање на отпад продуцира добивка затоа што 80-90% од рециклираниот отпад може да се продава на пазарот. Ние до денес тоа не го користиме, ние гледаме само како да ги потрошиме тој не пол милион евра за некои од локалните стопанственици да се офајди за 700-800.000 евра во тие 4 години. Тоа беше проект кој го нудев и во претходната програма и се додека не се реализира, јас нема да отстапам од мојата намера, доколку станам градоначалник на Прилеп, нема да отстапам од мојата намера преку секој еден реализиран проект да потенцирам што досега се правело, а како можело да се прави. Граѓаните со тек на време во само еден мандат сами ќе оценат што им се случувало сите овие години во изминатите 30 години додека владееле овие две политички партии. Кога сме кај екологијата, тука можеби не е надлежност на локалната самоуправа, а можеби сепак и е. 30 години не остана ниту едно дрвце во околината на Прилеп и никој не сака да се позанимава со таа дрвна мафија, која што и тоа како добро функционира во градот, додека го правиме јас и ти ова интервју во моментов ечат пилите моторни во околните планини. Тоа е како да не се гледа од страна на институциите. Видете, во адвокатурата претежно се занимавам со кривичното право и можам да кажам дека за секое криминогено однесување треба за да се отстрани треба да се почне од сршта. Кај нас, иако некои од кандидатите кажуваат дека тоа не е по надлежност на локалната самоуправа, дека МВР треба да се занимава со таа проблематика, напротив, јас сметам дека кога може локалната самоуправа и советот да бира командир на полициска станица кој раководи со целосно со униформата во една полициска станица како нашата, тогаш може на тој командир да му се наложи, односно да му се стави на знаење дека нема да се толерира дрвократството. Кај нас во Прилеп, односно, ниту една локална претходна власт по однос на ова прашање нема превземено ништо. Да бидам искрен, јас нудам едно многу едноставно решение. Имаме невладини организации кои имаат одлични проекти. Меѓу другото може да се најде и некој проект за масовно пошумување на делот околината на Прилеп.
може во соработка со некоја невладина организација, со европски пари да се реализира некој проект заедно во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да одредени површини се искористат за задоволување на потребите на ромското население за дрва, како би ги одвикнале од потребата да го прават тоа за лична заработувачка. Ние овде од тој проблем не одиме од сршта да го прашаме Министерството за земјоделие зошто не навремено носи дрва за граѓаните на Прилеп. Ние тргнуваме од крајот. Само конкретизираме дека е постоечки проблем и не нудиме никакво решение. Да бидам искрен, тука би го спомнал заради надминување на овој проблем невладиниот сектор, посебно ромските здруженија на граѓани, и би ги интегрирал во еден процес на аплицирање со проекти околу заштита на животната средина, во кои тие активно би биле вклучени преку примерот кој го посочив околу пошумување и користење на дел од дрвната маса за ромската популација. Добро, дрвокраството не подразбира националност, ги има од сите. Точно, ги има од сите, да, во право сте, посебно во последните 7-8 години, таа не разбира националност, не подразбира националност, али како најранлива социјална група која имаме во Прилеп, мислам дека најактивно се занимава на тоа поле, така да за се има решение, само треба да се има воља. Прилеп исто така една земјоделска општина, која станува збор за земјоделството, главна гранка тука е тутунопроизводството. Ова година беше малку бурна за тутунарите, како општина што може во иднина да им помогнете? Сигурно нема да укиниме 4-та класа, сигурно нема да ветиме поголеми субвенции, затоа што ние не можеме тоа да го ветиме. Проблемот со тутунарите во Прилеп и на ниво на цела држава е сосема друг и потекнува токму од представниците на тутунопроизводителите. Активно се занимавам со водење на постапка против државата и против откупните предпријатија. Добро ја познавам проблематиката околу тутунопроизводството и проблемите со кои што се соочуваат тутунарите. И морам да го дефинирам тој проблем на еден ваков начин. Ако секој тутунопроизводител членува во едно здружение на тутунопроизводители и може да членува само во едно, ние сме доведени во ситуација сега репрезентативниот сојуз на тутунопроизводители да ги присвојува тутунопроизводителите од други сојузи и на таков начин во моментов имаме дуплирање на бројот на тутунопроизводители. Што значи тоа? Ако сојузот на тутунопроизводители е најповикан да ги штити правата на тутунопроизводителите, тоа значи дека секој февруари постои една комисија во Министерството за земјоделие за верификација на мостри и во преговорите со откупните предпријатија треба да го вложи најголемиот максимум за постигнување на откупна цена, за утврдување на класите на тутунот. Сите претходни сојузи, вклучувајќи го и актуелниот, ги продаваат интересите на тутунопроизводителите заради тој профит од околу 200 и кусур илјади евра кои му следуваат на таквиот сојуз по килограм откупен тутун секоја година. На таков начин се корумпира и највисокиот врв на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со тоа што се става во дилема дали еден или друг сојуз на тутунопроизводители би добил таква репрезентативност и во таа насока можам да понудам единствено како градоначалник на град Прилеп дека општината кога би настанал таков проблем може само едукативно да влијае и да ги насочи тутунарите во вистински правец за таму кај што треба да го решат проблемот без протести, без нивна штета, како што впрочем се случува изминативе 2 години. Беше присутен министерот за земјоделие Хоџа, чинам во локалната самоуправа, бев повикан од иницијативниот одбор на тутунопроизводителите, сакајќи да му поставам едно едноставно прашање, дали знае со кого преговара околу проблемите на тутунарите. Дали тој сојуз со кој што представниците на тој сојуз се репрезентативни, затоа што се доведовме во ситуација репрезентативноста да биде помала од бројот на незадоволни тутунари. Представниците на тутунските здруженија буквално се користат од една или од друга власт само заради перење на парите кои сојузите ги земаат од откупот, односно откупната цена за секоја реколта. Во таа насока локалната самоуправа може да делува едукативно
доколку настане и кога ќе настане таков проблем да застане на нивна страна наместо на страната на Министерството, и тоа е она што можам јас да го ветам, а во континуитет, нормално, должност на локалната самоуправа е да ги обезбедува сите земјоделци, па вклучително и тутунарите, со потребни услови за процесот на производство, обезбедување на површини, околу посредување со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, околу постапките за доделување на земјиште. Може да им биде патоказ во секоја смисла на зборот, но клучниот проблем не зависи од локалната самоуправа и доколку станам градоначалник, јас и мојот тим, преку едукативни средби, мене ми требаат само представници од Сдруженијата на тутунопроизводители и ништо друго, и сметам дека во еден процес од 6 месеци до една година самите тутунопроизводители ќе сватат кој досега си манипулираше со нивната мака. И еве за крај на овој разговор, како ја оценувате програмата на останатите кандидати за градоначалници? Кој е вашето мислење за вашите против кандидати и зошто Жарко Стефановски е поразличен од нив и зошто јас како граѓанин би го заокружил вашиот број? Видете, секој од нас одлучува на каков начин ќе води собствената кампања. Мене ми беше нелогично тоа што кандидат за градоначалник од редовите на најголемата опозициона политичка партија одбива дебати. Впрочем, имам остварено контакт со доктор Борче изминатиот период пред дебати, го имам повикувано по однос на конструктивни дебати, да разговараме за проекти, за напредокот на градов. На таков начин треба да се дискутира на дебати, ние не се викаме на дебати за да се тепаме. Очигледно тој смета дека, мислам, ја презентира како лична одлука, сметам дека недозволиво е во ова време да се одбива дебата, а се конкурира за една таква функција на локално ниво. Недозволиво е во секој случај. Впрочем, сметам по однос на кандидатурата на доктор Јовчевски дека зад доброто, карактерно лице на доктор Јовчевски се крие старата постава на ВМРО ДПМН и познатиот режим кој претходно го туркавме. Со кандидатурата на кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Сугарески, можам да кажам дека неговото претходно CV кажува повеќе од доволно за неговите намери со градот, така да ако претходно некој 20 години не направил ништо од такви високи позиции, чисто се сомневам во неговите искрени намери дека во следните 4 години ќе ги реализира минимум една третина од она што го има ветено. Јас не велам дека за било кој од кандидатите нема да реализира ништо, срамота е да не се реализира ништо, но ова што се ветува пред граѓаните е веќе видено. И треба во тој дел ние да се освестиме како жители на Прилеп. На крајот на денот, ова што сега го читаме како политички памфлети и ветување од политичките партии, двете најголеми политички партии, ни е гледано низ годините, истите ветувања ни се слушани низ годините и ниту едно реализирано немаме видено како што треба. По однос на кандидатурата на представникот, односно кандидатот од ЛДП и ДОМ, гледате и сами дека јас навистина не ми е јасно. Знам дека се во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, дејствуваат заедно со ВМРО ДПМН по однос на предизборниот молк, со очување на дебати и тие работи. Навистина не ми е јасно дали до толку измешана работава во секој случај немам коментар за кандидатот за градоначалник од Интегра. Имав можност да се запознам со човекот, навистина си е стручен во својата фела, но сметам дека само со таков ограничен пристап по однос на нудење на решение само од една стручност, мислам дека на Прилеп може да му се помогне само во еден сегмент. Постојат еден цел спектар, постојат проблематика која треба тековно да се решава како проблематика. И на крај, зошто Жарко Стефановски? Зошто јас да го закружам вашиот број? Да бидам искрен, зошто да не? Во изминативе години имавме можност да видиме се и се што. Јас работам 10 години како адвокат, самостоен адвокат, сам си го вадам својот леп и левот за моето семејство. Не сум си дозволил да се замерам и да се усрамам со моите клиенти. Напротив, сум успеал во адвокатурата да постигнам резултати кои биле пример за судската пракса во одреден дел од моето постапување.
во граѓанскиот активизам покажав повеќе од доволно како треба да делува една опозиција во рамките на Социјалдемократскиот сојуз. Не дека тоа не би можел да го продолжам и како Жарко Стевановски, но сметам дека се додека битните функции на локално ниво не се превземат од луѓе кои навистина сакаат да сработат и да се постават себе си и своето окружување, односно тим, како пример за тоа како треба да се работи, како треба да се извини кога се греши и како треба да се сноси одговорност за своето работење, сметам дека никогаш нема да се придвижиме чекор напред и да се споредуваме со било која од европските градови, каде што и впрочем се стремиме. Стевановски, ви благодарам за издвоеното време и за ова интервју. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Драги гледачи, тоа беше независниот кандидат за градоначалник на Прилеп Жарко Стевановски, а ние се гледаме во наредното издание на Инфорегион.